Кога извршниот председател на Ford Motor Бил Форд во февруари објави дека неговата компанија планира да гради нова фабрика за батерии во Мичиген, тој рече дека инвестицијата од 3,5 милиарди долари ќе ја промовира независноста на САД во батерии потребни за електрични возила. Во моментов многу производители на автомобили ги увезуваат повеќето од нивните батерии од странство. Ова е бавен и скап процес, што не прави ранливи на препреки во синџирот на снабдување. Но, иако фабриката ќе вработува американски работници, произведените батерии ќе вклучуваат технологија создадена од кинеска компанија, поврзана со комунистичката влада на државата. Тие ќе ни помогнат побрзо да можеме сами да ги произведеме овие батерии овде во Мичиген и кои ќе бидат наменети за Америка. Оваа вест не им се допадна на некои законодавци во Конгресот, вклучително и на републиканскиот сенатор Марко Рубио, кој се спротистави на законот за намалување на инфлацијата на председателот Џо Бајден од 2022 година, а кој вклучуваше кредити за домашното производство на електрични возила. 9 милиарди долари да им се помогне на луѓето да земат кредити, а тие батерии не можат да се направат без Кина. Тоа е одлично за Кина. Овој март Рубио предложи закон за блокирање на кредити за производство на батерии за електрични возила со користење кинеска технологија и ја повика администрацијата на Бајден да го разгледа партнирството на Форд. Белата куќа веќе повика на преглед на синџирот на снабдување, што би ги опфатил суштински батериите од следната генерација. Джонатан Варт е автор на 2 книги кои ги прикажуваат економските, војните и политичките цели на Кина. Тој вели дека децениите на неинвестирање во ваква технологија не им оставиле на САД избор, освен да соработуваат со кинески компании за да го напредат домашниот развој на електрични возила. Во суштина 60% од пазарот на батерии е составен од кинески корпорации, а партнерот на Форд за производство на батерии има 34% од уделот на глобалниот пазар. Од 2019 до 2022 година, професорката на Универзитетот на Индијана Сара Дензман работела во Комитетот за странски инвестиции на САД, каде што вршела преглед на трансакциите со странски инвестиции. Сенаторот Рубио сака комисијата да го разгледа договорот за лиценцирање на Форд. Рубио е навистина фокусиран на оваа идеја дека не сакаме да бидеме зависни од кинеската технологија. Вклучувањето на владата на САД, именувањето на тие структури е голем притисок врз приватниот сектор. Како реакција на предложената легислатива на Рубио, Ford Motor изјави дека негова подружница ќе ја гради и управува новата фабрика за батерии во Мичиген и дека ниту еден друг субјект нема да добие американски даночни долари за овој проект. Плановите на Ford за новата фабрика во Мичиген доаѓаат откако американскиот производител на автомобили пријави повеќе од 2 милиарди долари оперативни загуби во бизнисот поврзан со електрични возила во 2022 година.